Шарената револуција беше последен бран од протести кои го симнаа режимот, кој беше недемократски, кој ја зароби државата и кој кршеше човекови права и слободи на систематско, институционално ниво секој ден на секоја педа од нашата земја. Шарената револуција започна 12 април и мислам дека тоа е одличен датум кој би требало да се запомни во македонската историја како датум на македонскиот непокор, како датум на граѓанскиот отпор против се што може да значи недемократско тоталитарно владење. Шарената револуција исто така е една опомена до сите кои ќе се обидат во иднина да се обидат да се играат со слободите, со правата на човекот во оваа земја, со секој што ќе се обиде да аболицира криминалци. Криминалците мора да се соочат со правдата, со сето зло што го предизвикале во изминатите децении. Меѓутоа, исто така, она што е многу важно е да се запомни дека шарената револуција е едно изворно, внатрешно чувство на граѓанките и граѓаните на Република Македонија кои бараат слобода, правда и еднаквост. Фотографски решив да направам една серија во која ќе бидат представени протестите однатре. Јас бев и учесник и фотограф. Често пати протестантите мислеа дека сум некој од власта и ми бара акредитации, прашува кој сум, што сум, за кого работам. Меѓутоа тоа се избегна, тоа е дел од нашата проста. Можев да направам една академска изложба со фотографии, кај што ќе одиме во оддела со пеперутки машни и така натака. Меѓутоа одлучивме да направиме еден хепенинг со учесниците на шарената револуција, кој после овие фотографии, после отварањето на изложбата, ќе се подпишат и така ќе добиеме подпишана револуција. Значи, вистинските учесници со вистински подписи и целата оваа изложба како еден историски документ да подариме на Музеот на град Скопје, ќе остане и како спомен, и како документ за едно бурно време. Јас верувам дека овие протести на крај ќе влезат во сите учебници по историја.